На македонската политичка сцена не постои албанска опозиција. Дуи поддржана од СДСМ ги уништува помалите партии и ги купува гласачите, цицајќи го државниот буџет. Поранишниот министер за финансии Джевдет Хајредини вели дека албанските гласачи немаат избор. Партијата на Ковачевски целосно се претопува со партијата на Ахмети и ги стиснува сите останати. Помалите партии само се манипулираат и се користат како сламка за спас да се одржи мнозинството, а она што сега и се прави на алтернатива, утре може да и се случи на алијанса. Ниједна друга албанска партија во опозиција и во власт нема шанси да може да дојде се додека ова ситуација е таква. Значи, скоро сите избирачи на ДУИ се на платен список на буџетските корисници. И што им преостанува на другите, на избирачите на другите партии на албанците. За да имат некој глас плюс, така се обиде лани ова алтернатива и еве што ја снајде. Тврдењата на власта дека создавањето ново мнозинство е во интерес на некаков обединет европски фронт се во голема мера лицемерни, вели Хајредини. Таков фронт кој пред се подразбира борба против корупцијата не може да прават оние што 20 години го крадат народот. Проширување нема да има од вчера. Нема да има од причини што веќе е јасно дека освен што не се пратениците во власта не е алтернатива, нема да гласат ни тројца пратеници од ДУИ. Така да ако ова има 8 алијанса, 6 веќе е јасно, остануваат само 20. Сега се поставува прашање што ќе се постигне со ова така наречено проширување, кое веќе е јасно дека нема проширување. Тврдењата дека реконструкцијата се прави само да се достигне потребната бројка од 80 пратеници за да се промени уставот не држат и се само оправдување, смета Джевдет Хајредини. Тој објаснува дека алијанса само ја спасува коалицијата СДСМ-ДУИ, бидејќи фракционерите во партијата на Ахмети го загрози опстојувањето на мнозинството.